Зошто се качи на Исарот? Јас се качив на Исарот за да форлам 39 камења и да се поздравам со 39 луѓе. Последното камењче си го ставам под перницата и да сонувам. Кога сакаш да го сонуваш вечерва? Симпатијата. Симпатијата, ќе ни го кажеш ли неговото име? Првата буква. Ајде. Б. Б. Мислиш ли дека ќе го сонуваш вечер? Да. Фала ти, лепотице. Ово за младите е нешто најубаво. Нека традицијата да продолжува натака и натака. Ние више до црквата, горе, каменчиња се фрле, па 40-то, под петница, па се го сонуваш пријател, любовнико или ќе ти биде сопруг. Си искачивте ли добровот? Како помлада, да, сега не може толку. До тука. Сонувавте ли вашиот сопруг? Ја го сонува, кој знае кој е тај, ама испод нас 8-5. И сега се месец 40 пишички се месат, оде се на гости тука и сарци слават. Поканки се има, купува се. И ова младенци кои се лани слабо првеле, овде се со поклон, со благо. И бидете живи и здрави, па вие си начекате. Убаво, многу убаво. Ова е празник е многу за Шчипјани. На друго место не верувам да има. Фала ти. Фала ти многу. А која телевизија? Која телевизија става? Знаете ли дека оваа традиција од оваа година веќе натаму ЮНЕСКО официјално на светско ниво ќе заштити 26-28 година. Ќе дојдат од 3 или 4 или држави. Ќе дојдат и ќе улезе 5 ли се. И ќе дојдат и дај Боже да улезе. Оваа традиција нема никаде. Ти да фрлаш каменчиња. Па и 40 и кога сретнеш, па си го гуштиш. Дали маж или жена. Многу убава традиција, деца. Ја како млада сам бегала од часови за тука да дојдем. Цел клас избегаме. Дојдеме. И така, бидете живи и здрави, сите ли се начекате. Па тука доаѓаме секоја година на 22 40 камери се фрлят тама горе во Исаро и може здраво 40 чашки се пие ракија. И така, здраво се прави со секој 40 и ток. Фрливте ли каменчиња? Ја уште не сум отишол, али час ќе одам. А 40 чаши ракија? Ја не пијам алкохол. Браво. Едно прашање женски, фрливте ли каменчиња? Да. Што значи оваа традиција за вас? Среќа да добиеш. Кога очекувате да сонувате вечерва? Тоа не знам. Кај ставаме вечер, каменчето под перница. Фала ви женски. Фала и вас. Нешто преубаво од Гостивар сум дојдена и 5-та година поред како што доваѓам на манифестација кај Миланчо, кој многу убаво организира поетско читање. Сега посетуваме помлади одат до Ихсхар и то многу ми значи, ali ја не можам, во години сум 82. Фрли ли каменчиња? И не одам горе, не одам до горе. Младите тоа го прават обичај и убав обичај. Многу нека се настави традиција и понатаму. Знаете ли зашто се фрлаат каменчињата? Знам, ни објасни, ја све ни кажа. Многу убава работа е, стварно. Традиција е прелепа. Нека младите продолжуваат само. Старите не оставиле своите адети за тек така. Има нешто во тоа. Да веруваме во истина, во Господ, во природа, да сме поштени, да сме добри. Тоа на младите им препорачувам. Фала ти многу. Хвала и вама, све најубаво. Фала ти. Денес го празнуваме празникот на светите 40 маченици кои настадале во Севастија. Тоа биле млади војници. Но ете во Штипе оставена традиција денес да празнуваат и младенците кои се стапиле во црковен брак од минатата година, од денешен ден до оваа година. Но еве календарски почнува и пролетта, па така се она кој ќе се поврзе излегува на убава традиција која нашите млади, но и возрастни ја почитуваат и ја негуваат, бидејќи оваа традиција е и под заштита на ЮНЕСКО. Колку младенци ја посетија црквата оваа година? Оваа година имаше над 110 млади брачни парови кои ја посетија црквата и ете за наша голема радост сите се позитивно одговорија на нашата покана. Дојдоа вчера во црквата Свети Никола, ослуживме, молеме за нив, ги благословивме младенечките погачи и заедно се помоливме за Господ Бог да им дарува долг и среќен живот. Дали традицијата да продолжи за младите?
Секако треба да продолжи оваа традиција, бидејќи едно големо искуство за сите, но пред се да обрнеме внимание на молитвата, значи да ги посетуваме богослужбите посветени на овој ден и сабајле и попладне, така да и молитвено, но вака и соборно да ги прославиме 40 маченици во Севастија. 22 март и Исарот Штип го прават познат ширум Македонија, но и пошироко. Тоа е денот кога традиционално во чест на светите 40 маченици од Севастија, што православието ги слави како верници кои животите мачно ги дале за Христа и христијанството. По тој повод, овде Исарот се случува вековна традиција која граѓаните од сите возрасти, не само од Штип, туку од цела Македонија се искачуваат до врвот на Исарот и фрлаат 39 каменчиња. 40-тото го задржуваат за себе и според традицијата го носат дома. Се става под перница, а девојките очекуваат да го сунуваат идниот сопруг, а момчињата идната сопруга. Оваа традиција има неверојатна сила, а зема и се поголем замав, поради што за неа интерес покажа и ЮНЕСКО, кој ја внесе на светската листа за нематеријално културно богатство. Традицијата веќе се надгледува од 5 европски земји, а нивни представници за 2 години ќе дојдат токму овде на Исарот, каде што сме сега и ние, за да се уверат во традицијата и нејзината вредност која се случува во Штип, а е толку важно за глобалното културно наследство. Колку имаш? 12. 11. Митката. Дека да митка jego. Иде ли Абе, како ти е страх? Леле, Маргарита, како ги чуваш таму, беги, страх ми е. Дај го телефона да не стига ти на... Стварно бе, катеш ли си куми, само со камен? Да. Дека ли? Дека ли? Ја појмо не? Есе микрофонот да правим од тука. Да се стојаме цело време онлайн. Сега може... Да. И сега да знаеш подобално. Што значи оваа традиција за младите? Што значи оваа традиција за младите? Дека си бе? А, дека де оце? А, дома де. Чекай, ма прво да одеме да качиме.